Во ред, значи имаме редовна големина, екстра голем, без латекс, тенко чувство, интензивно чувство. Добро, јагода, почекајте малку. Зошто има потребен балон со вкусна јагода? Еден ден, веројатно ќе се случи она што сега изгледа неверојатно. Некој ќе се согласи да има секс со тебе. Честитки! Да не заборави нешто? Да, и тоа е важно, но јас зборувам за кондоми. Добра идеја е да користите кондоми кога имате секс. Кондомите се ефикасен метод за спречување на бременост, како и ХИВ и други СПБ. Во ред, гледам дека ти треба помош. Дозволи да ти дадам неколку совети како правилно да користиш кондом. Провери го рокот на траење на пакувањето на кондомот, за да бидеш сигурен дека не е поминат. Отвори го пакувањето со кондоми. Никогаш не користи заби, ножици или други остри предмети. Може да го скинеш или исечеш кондомот. Пред секс извади го кондомот. Треба да изгледа како мала капа. Држи го врвот на кондомот за да го отстраниш воздухот и со повлекување одмотај го кондомот до основата на пенисот во ерекција. Кондомот треба лесно да се тркала. Ако не, може би е наместен наопаку и треба да го фрлиш и да земеш друг. Користи го секој кондом за само еден сексуален чин. По ејакулацијата, повлечи го пенисот додека се уште во ерекција. Држи ја основата на пенисот за да не падне кондомот. Отстрани го кондомот, врзи јазол на крајот за да остане спермата внатре. Завиткај го во хартија и фрли го во корпата за отпадоци. Кондомите доаѓаат во различни облици и големини. Има и различни бои и текстури. Важно е да најдеш кондом кој е удобен за тебе и за твојот партнер. Некои кондоми имаат лубриканти, за сексот да биде поудобен, додека други немаат. Нелубрицираните кондоми може да се користат со лубриканти на база на вода, кои може да ги купите во продавница. Никогаш не користи вазелин или лубриканти на база на масло, бидејќи тие ќе го оштетат кондомот. Кондоми може да се купат во многу продавници, вклучително и во аптеки и маркети, па дури и на бензински пумпи. Не постои ни минимална, ниту максимална возраст на која човекот може да купи кондоми. Па, ако имаш доволно среќа, првиот пат кога ќе имаш секс нема да биде последен. Запомни секогаш да бидеш одговорен, да го заштитиш своето и здравјето на партнерот и секогаш да користиш кондом. Леле, ова е последен пат што го праќам Џим да купи балони. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!